До 1 септември ќе се чека каква ќе биде одлуката на Европската Унија за проблемот со транспортерите од регионот, а доколку тоа не биде прифатливо, ќе следуваат протести и блокади на границите. Ова е исходот од денешниот состанок на работната група на представниците од транспортниот сектор од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Билјана Муратовска од Макам Транс рече дека по завршувањето на протестот кој се одржа во јануари, добиле ветување од Европската Унија дека ќе има дополнување на визната стратегија, но дека до тоа не се придржуваат. И тоа е најчудната работа, значи признаваат дека сме професионалци, дека не сме мигранти, не сме криминалци, а и понатака продолжуваат да не ги сметаат деновите. Ова е дискриминација, затоа што сите документи, се извинувам, сите документи кои што се подпишани на билатерална основа со Европската Унија пишуваат дека треба да има слободно движење на работна сила, слободно движење на стока. Според представникот на Србија Неџо Мандич, пресметките за престој во земјите од Шенген зоната не треба да се водат според денови, туку според поминати часови, бидејќи како што беше истакнато, не може 5 минути престој да му се пресметува цел ден. Вели дека дел од транспортерите веќе не сакаат да возат и да поминуваат граници, плашејќи се дека ќе бидат депортирани и казнети. Тражимо својих 90 пуних дана и ако Европска комисија прихвати да нам брои пуне дане, односно изражено кроз сате, минуте, па и да кажемо секунде, онда е проблем решен. Доколку не се постигне договор со Европската Унија и не се изнеде некакво решение од септември, транспортерите од регионот се закануваат на целосна блокада на граничните премини, а можно е протестите да се радикализираат. Уколико доđe до протеста, prethodne proteste smo prekinuli uz obećanja. Ovaj put, ukoliko budemo satjerani u zid i izađemo na granice, nećemo se povući do konkretnog rešenja, odnosno do implementacije rešenja. Znači, nećemo dozvoliti da opet budemo izigrani. Sada smo... Зијад Шарич, представник од Босна и Херцеговина, бара од ЕУ да има разбирање и, ако е потребно, да ги смени прописите. Замислите да вам neko broji za 5 minuta cijeli dan ili za 10 minuta vam broji cijeli dan, kad bi to Evropska komisija bar imala razumijevanja prema tome, mi bih već ostvarili nekakve pomake u svemu tome. Svaki zakon Evropske unije koji je donešen, da li prije 10, 20, 15 godina ili 5, može se promijeniti normalno ako neko ima sluha prema nama. Вчера истече поставениот рок во кој Европската Унија требаше да најде некое преодно решение, но според представниците на транспортерите сепак оставаат уште 10 дена, а од 1 септември ќе бараат да се надмине проблемот. Кон регионалните превозници се приклучија и представниците од Албанија и Косово, кои велат дека и нивните превозници ги имаат истите проблеми на граничните премини.